Болнички третман, операции, лекови, ортопедски помагала, рехабилитација. Ваков е процесот на лекување на скршеници како најчеста и сериозна компликација кај остеопорозата. Ова е голем трошок и за пациентот и за здравствениот систем. За жал и во нашата земја, како и во светот, има многу со оваа болест, предупредуваат лекарите, а навремената диагностика може да ги ублажи последиците. Затоа е ова една бум во епидемијата со остеопороза, затоа што како што расте бројот на возрасно население, така се зголемуваат бројот скршеници, секогаш ќе има. Не можеме ние да избегнеме, затоа сме и ние тука и да ги оперираме и така. Но колку можеме да ги намалиме. DEXA скенот е единствен апарат со кој може да биде диагностицирана остеопорозата, но ги нема доволно во државата. Околу 13 апарати се на ниво на целата република, 5 се наоѓаат во Скопје, значи многу е мал бројот за апарати кои што се превенција за луѓето кои што имаат болести на коските, поготово после 50-та година. Тука зборот веќе не е за колку ви дали, колку ви има и колку се чека за колку ви, туку да имаме помалку скршени колкови. Здравствените власти потврдуваат дека апаратурата не е доволна за диагноза на остеопороза. Реално е дека имаме делот од техниките во кои што се многу стари, дел кои што се стари но функционираат и дел кои што ги купуваме. Како и да е, здравствениот систем бара многу инвестиции од оваа гледна точка. Освен апарати, потребен и регистар на пациенти со остеопороза за нивно подобро следење од страна на лекарите. Сања Димитровска, Сител телевизија.